Сега сме тука со Драгана, која ќе ви каже колку време работиме заедно. Здраво, јас сум Драгана и со Маја работиме веќе повеќе од година дена. Од еден на еден преминавме на група. Да. Денески Драгана ни е дел од овојката одјавна мисија која што долго време од циклус во циклус продолжуваат и уживаме на еден beach day заедно, планиран многу одамна. Драгана најмногу цел ствари е битно за девојките што слушаат и што се однака на пола, дали да се пријават или не, што ќе им советуваш на нив, каков тип на жена треба да стане дел од јавна мисија и зошто? Жена која што треба да стане дел од јавна мисија е жена која што има проблем со поставување на граници, која што има проблем со самодоверба, која што има ниска самодоверба и жена која што сака да постави нови цели во својот живот. Можеш ли да кажеш кои се твоите најголеми придобивки од цело ова време заедничка работа што ја тераме заедно? Мои најголеми придобивки се дефинитивно подобрување на, како што спомнав, на мојата самодоверба, подобрување на фокус, јасно поставување на цели и патот како да стигнам до остварување на истите и дефинитивно промена на мајндсет и промена на начинот на кој што го гледаш својот личен раст. Особено ми е драго што Драгана е дел од јавна мисија толку долго време, затоа што нам е пример за дисциплина и конзистентност и заради тоа што се дека нејзија имам во група, никој не сме да ми се извлекува во присутност, во правење на задачи, затоа што важи едно дека кој што да работи со мене кога беше за првото дете време на негде втори трети месец, па влезе во нашата група негде кога беше шести месец, бебето се роди додека траеше јавна мисија, а Драгана продолжи во деветката и не испушти ниту една сесија. Прв пат по породувањето се јави од болница, од болнички кревет, си дојде на сесија мртво ладна, ноншалантно, точно на време се појави на сесијата и седеше 2 сати, додека пола група беа кој на море, кој на езеро, летот период беше во јули. Од тоа штално, значи бебето израсна на Zoom со нас, ќе му биде роден ден задутре и кога Драгана успеа да стигне на секоја сесија година дена уназад, значи сите други немаат изговор и онака како ќе било некој проба да даде изговор, ќе погледна незе и онака како добра да готово доаѓам и веќе немам да случи да пропуштам сесија, така што фала ти многу. Фала на тебе.